Добре дојдовте во новото издание на Скопје але. Животот е краток, ама Скопје е вечно, секогаш го кажуваме ова за да не подсетува дека сме мали во него, но затоа пак имаме спомени кои што се вредни за кажување. Овој пат имаме нова гостинка, на моје задоволство Јана Стојановска во студиото. Сега веќе имаме и студио. Јана прва, го кршиме лидот, се надевам дека ќе биде одличен овој разговор. Благодарам за Добре ни дојде. поканата. Јана, прво, зошто го сакаш Скопје? Тргнуваме од таму. Тешко или лесно е да кажеш? Некак, не знам, нема време да се одговори баш тоа прашање, нема кратко. Најкратко што можеме, затоа што сум јас негова, а тоа е мој. Наши смеси. Така е. А малку подолго? Малку подолго, јас сум родена и порасната во Скопје, родена во Карпош, каде што беше драмски театар, кај што работеа сите мои работеа во драмски, таму трчавме низ Карпош додека се спремаа представи, проби, чуда, беше свешта. Па после сестра ми се роди, па се преселивме во аеродром Скопје, нели таму продолживме да растеме, па после тоа основно завршив во браќа Рибар, сега Димитар Миладинов, тоа беше центар и така некако, па одев на хиподром Маџари, значи Скопје со сите негови содржини, сите негови ќошиња ме има едуцирано на некој свој посебен начин. Значи коњите хиподром, па после тоа одевме на клавир во Луи, па после тоа се нешто во Скопје. Во Козле живееше дедо ми, баба ми во Црниче, па и таму трчавме како деца, па сега и живееме. Мислам, не знам, Скопје, па водно, качувај се на водно. Скопје е магичен град. Ние сме негови, а он е наш. Сум била и таму и ваму и сегди сите, ние сме биле таму, ваму, секаде. Ама, всушност, Скопје, тоа чувство на дома е просто тоа чувство на дома што ти го дава Скопје. Така е. Во право си, сосем те поддржувам. Супер, ми кажа неколку работи кои што ќе бидат дел од овој разговор, но ја за те прашам, се сеќаваш ли на некоја зима во Скопје која што била баш онаква со многу снег? Нели сега сме некако носталгични за таква радост, детска радост по снег? Јас се сеќавам дека мајка ми раскажуваше дека јас кога сум се родила, 19 февруари 85-та, Добро. дека било толку ладно што пукале камењата. Така били мама. Така, пукаа камења, од што беше ладно. После тоа се сеќавам дека во основно школа одев, дали бев 6 или 7 оделение, имаше прогласено вонредна состојба заради тоа што беше нешто многу ладно. Се сеќавам на ладното пред да ја прогласат таа вонредна состојба, се сеќавам пошто одев со автобус во школа и чекавме на автобус кога да дојде, тоа беше страшно ладно. Меѓутоа, се ова што ти го кажав не е весело, највеселите моменти со снегот е кога ќе паднеше снег, па ние живеевме тука покрај Вардар, сите деца ќе се собереме и ќе го изгазиме снегот, снежковци таму вамо. И адреналинскиот момент беше тоа дека имаше една удолница кај што се спуштавме со санки. Одлично. А доле беше Вардар. Не е одлично, добро. Извичник е одлично, добро. Добре, дека имаше некој паѓање во редом? Немаше ништо, фала му на Бога, беше така. Ризично. Забавно беше, ете здрави живи сме. Така е, Дочукнав во дрво и тоа. Еве сега го подсетувам само Марче дека треба да ми помогне, а тебе дека треба да ми помогнеш да ни прочиташ нешто. Аха, добро. Од оваа Скопје але воведуваме некои интересни факти за Скопје. Ти ќе бидеш повторно првата. Ова нешто треба да ни го прочиташ и да не, нели, актерски како знаеш и умееш, нели, за да сватиме дека имало навистина зими во Скопје кои што се за паметање. Ќе го читаме винтиџи? Како сакаш? Читај. Во камера таму или? Во камера зиркај, како сакаш во мене зиркај, како си убаво така. Зимите во Скопје. Ледени приказни што ги топлат срцата. Скопје од секогаш имало специјален однос со зимите. Од легендарни студови до радосни снежни моменти што ги поврзуваат генерациите.
Например. Например. Пример. Додавај си, секако. Зимата 1922. Да, Јана, да. Замрзнат Вардар и минус 24 степени Целзиусови. Во далечната 1922 година Скопје доживеа една од своите најсурови зими. Со температурата од минус 24 степени Целзиусови, реката Вардар целосно замрзна, а скопјани со неверување гледаа како градот станува ледено царство. Фотографиите од тој период, како онаа со поглед код Бурмали џамија, сведочат за екстремните услови и историјата што ја носат зимите во овој град. Имаме добро, микроклима. Изгор Така е. лето, кочан Кочан зима. така е. Сега одиме во зимата 1955-56. Така е. 105 дена снег без прекин. Замисли. Меѓу најчудните, што коли се возеле тогаш? Немам појма. Замисли. Не се возеле коли, Јана, тогаш. Не можеш 105 не можеш да дена. мрднеш. Ништо. Слушав некаде имаше некоја приказна дека некој човек ја носел жена му 40. Има. Аха, Ќе ја ајде, ајде. прочиташ. Да. Меѓу најчудните зими што ги памети Скопје е она од 1955-56 година. Неверојатни 105 дена снег без престан создадоа вистински предизвик за жителите. Радијата секојдневно најавуваа нови снежни врнежи, а мажите ја чистеа улицата секое утро, додека снегот постојано растеше. Во оваа зима приказната за скопјанец кој ја носел сопругата од Здрачево до државната болница за породување. Таа е таа приказна. Се сум видовито. Ти знаеш? Го символизираше духот на издржливост и љубов. Така. А можда е таа само една приказна што е за Скопје кога би снегови многу. Ама добро, фасцинантна е приказната, дека на раце ја носел да се породи. Одиме зимата 1979-та. Што било? Минус 25 и замрзнати чешми. На 7 јануари 1979 година Скопје доживеа својата ледена кулминација со минус 25 степени Целзиусови. Чешмите замрзна, патиштата беа затворени, а некои скопјани и покрај студот правеа свадби. Така е. Оваа зима ја отсликува издржливоста на градот и неговите жители. Ето така. Ете така. А во мојата зимата 1985-86, Тоа е таа мама што збори тоа е камења. таа зима, минус 28 степени Тоа била Целзиусови. најмногу. Скопје е најстуден град во Европа. Така е. Ете како пукале камења. Ете, гледаш дека пукале камења? Да. Па, минус 28. Минус 28. А јас сум родена февруари. Леле. Машки. Само ледено. Let it Супер. go. Фала, Јана, за почеток на една нова приказна во овие скопски приказни на нашите гости. Сега, сакам да се сетиш, знам дека можеби ќе биде за тебе тешко. Тешко е од аспект дека и јас го немам мојот тато, па заради тоа знам како ти е. Но сакам да се сетиш на првата приказна што ти тикнува врзана си како за Скопје, нели? И на твојот тато Нина Стојановски. Како ми направи кате сега прво со зимиве, Да. се сеќавам, па не знам прво сега што ми дојде кога се возевме на кај школа во зима. Добро. Имавме на југо. Какво бел, а црвено, добро. црвено југо. После тоа Ненад купи Хонда, што успеше според мене. Што? Па од Салонија извади имавме Хонда, најновата Хонда имавме. Кажи. Па не можеше да иде на Ловсон, со Хондата. Југото беше друго. И седи, ја гледа, види што има. И како сега да идам по риби? Враќај југото. Нена, ти идеше на по риби? Да. Да? Када? Велешко, Тиквешко, добро. Не знам, имаше пријатели, се дружеа со колегите, драмски инспициенти, и со Томе Молат се дружеше. Значи има Краб што го држеше бифето, имаше една екипа. Боеми и така. Томе, например, Чичко Томе Молат, он беше од Лазарополе, така, мијачки некои системи,
риба, планини и така натака и одеа. А кога се возевме во југото, памтам две приказни всушност. И таа едната сум ми раскажала, другава кога се возевме беше страшно забавно со него заради тоа што цело време и со Ана ни измислувавме песни, не требаше да измислуваме работи. Измислувавте нови песни? Да, измислувавме Добра. нови песни, певме за чашата вчера на ручек што паднала чашата падна се скрши. Ај сега па ја правевме во рап верзија, па ја правевме, значи свашта нешто имаше. Да. Креативни, ние имавме креативни работилници кога се возевме на кај школа. Да, освен кога беше многу уморен и тој кога имаше денови кога не му се и тогаш вежбавме дишење. Сега дишењето беше надпревар. Беше вака кој може да издржи подлого? Кој победуваше? Он победуваше. Не ние не попушташе? попуштавме. Не, ма какво попуштање, тоа беше сериозен надпревар, тоа беше до срж. Да. Кај попуштање? Па знаевме, па кога дојде како Дедо Мраз облечен, Го познавте? како не, јас го познав, одма го бевме собрани сите, точно нова година, сите кај нас, на Јовица Михајловски, Унковски, Горан Стефановски, сите бевме собрани кај нас дома, во аеродром. Да. И сега треба, смислиле они, иде татко ми вика, кидам вика ја по прасата. Аха. За да се пресопли. Нели имаше печено прасе да, обавезно, да, за во се. Старо Скопје Да, обавезно да. се јаде сарми, Кифлички, гравче, руска. кифлички, руска и прасето. И прасето нормално. требаше некој да иде да го го земе, донесе. идам ја да го земам прасето, вика. И доаѓа Дедо Мраз. Чука на врата, и со поклоните, со се, со кеси, со чуда, со... Ја го гледам. Оние, Познат. татко ми е, го гледам, ама влезе, знаеш како влезе? Влезе со бермуди, Не. кратки бермуди, да, и со апостолки и со ночари за сонце. А ова друго му беше мантилот на Дедо Мраз, коса, капа се. Извинете, вика, влагам, бев на Хаваи сега, нема време да се на тие деца таму носев, нема време да се пресоблечам, вика дај да поделиме тука и ги се па со сликање со журка беше. И јас се и му вика, а ја не го издавав, ама го познав. И сега тука е он и глуми, и сега затоа што глуми, ја не сум сигурна дали е он. Стварно не бев сигурна, знаев дека е он, ама не бев 100% сигурна, бев 93% сигурна дека може да биде Дедо Мразов личина. Викам, и вака се приближи до него, ја кога ми го даваше поглед. Викам, тата, а вака ми вика, Кјути. Знај дека сум ја, ама кјути. Јана. Кога не кажавте како мали дека сакате да бидете актерки и двете? па тоа беше Јас сум видовита сега, гледаш, ова студиово нешто прави. Значи, другата работа во колата во југото, јас веќе подпорастав малку и се возевме во кола, не беше тоа, беше лето, беше некое лето. Ја имав такви некои се збориме и скопски сега ја. Ако можеш. Некако повлече емисијата. Вика јас реков тато, знаеш што? Ја кога ќе пораснам ќе бидам глумица. И човекот се залети. Имаше он такви моменти на кога ќе подголтне, кога ќе му дојде шок, мајка ми кога му кажала дека ќе си фатам дечко за некоја година, така имаше некој подголтнување, Стварно? Да. Мислам симпатични машки. Така е. Нормално, татковски, скопски, како да кажам. татковски, така е. не знам, многу убаво беше сето тоа. Вика, подголтна, застана, помисли и рече, види, Јана Пиле, вика, ја ќе направам све што е у моја моќ, при тоа вози, јас се возам до него. Без кајши, се разбира, тоа со кајшите го уведува последниве 15 години. Точно, но не се возам со кајши, и јубав се. Не, и вика, ја ќе направам се што е у моја моќ, да те спречам. Да те спречам? Да те спречам. Али, вика, ако ти победиш, бидеш упорна, и сигурна дека тоа сакаш да го правиш, вика, ја ќе направам се што е у моја моќ, да ти помогнам да бидеш најболја. Да.
И тоа се некои такви чудни некои реченици кои што ги изговараше. Јас ги памтам оштро. Сега да ги затворам очите, сум внатре во сцената, во ситуацијата. Да. А никаков совет потоа кога ти реши тоа е тоа. Имаше некој совет за тоа? Па јас имам 13 години кога почнав тогаш кати. Тоа беше многу Да. рано. Јас некако и заради него и заради сета таа сага што се послучи таму, пошто театарот одеднаш кога отиде човекот почна да станува и тажно место и да влече на некои неприродни начини. Психолошки, јас имав 13 години, во тој момент мене ми излече во некои други бури ме вметна, ме однесе така. Ама театарот стана колку место каде што храм, каде што го баравме и го наоѓавме, толку беше и некое место од кое што просто не можеше да се излезе. Просто тоа стана театарот, со тоа се бавиме, тоа е таму. Се хранеше со таа некаква, нели? Па еве денеска одам јас и во ателие 212, некако последната представа му беше таму и таму така ова што се шалиме ти јас видов, има некој момент, некој мирис, некој ќе изговори некоја реченица, некој ќе се сети на нешто, ќе раскаже некоја анегдота, последната представа му беше таму. Доаѓаат постариве глумци, ми зборуваат за него и мене ми е пројдоа многу години, 98 почина тој. Ама кога одам таму ми е некако посвежи се мирисите и поблиски се спомените и убаво ми. Така. Супер. Јас бев влюбена во твојот татко. Само да знаеш. Ми се чини дека цела една генерација, ние бевме сите влюбени во него. Од тоа каков беше како даса, од тоа беше како актер, од тоа како беше како човек, заради тоа што ни раскажувале безброј приказни. Знам, но ајде да не имаме уште 10 минути, а јас само за неколку вакви приказни, да. Вака стига Јана. Ми спомена дека, нели, цела фамилија без малку нели се актери. Можеше да учиш многу работи. Ајде кога ќе се сетиш вака, каде те носеа освен театар? Што правевте? Не знам, се сеќаваш ли на некои работи во Скопје што се важни за тебе, како на пример во турска чаршија на кебапи? Имаше ли нешто такво? Тоа сакаш да го кажеш? Добро, јас и ти сме телепатски. Немам коментар, значи стварно. Редовно. Ако не 3 пати, 2 пати сигурно месечно одевме точно во Дестан. Точно во Дестан. Сега се сеќавам дури што обликувавме, имаше еден период на монтки. Сите носевме монтки. Цел град. Мојата беше портокалова. Татко ми имаше бордо. Добро. Силвија имаше? Силвија беше у контра, имаше оние обратни што беа во две бои, една бела, една таа беше друга друго. Не беше монтка, него беше нешто друго. Одевме на водно, на средно водно. Одевме, јас имав најдобра другарка во тој период во Континентал. Континентал и денеска често одам во Континентал, го сакам Континентал, ми е еден од символите на градов. Пораснавме таму и како деца, па ќе кажам кирката на господин Јазбек, кој што беше собственик на хотелот покоен сега, ми е една од најдобрите другарки и денеска. Она живее во Лондон, јас сум тука, сите сме некаде, меѓутоа сме тука на Континентал, ете така. После тоа не знам, тие театар, одевме на хиподром, значи на хиподром, веќе ги следевме моите желби. Јас бев такво едно дете асертивно, упорно, досадно. Не се откажува. Паметно е тоа. Ама бев барем фокусирана, знаеш што сакаш? Сакам коњи. Тоа сакам и таму сакам да одам и јадевме бурек пред оба. Знам дека ми беше смрт кога ќе застаневме. Тренингот почнува во 9. Добро. Ние излегуваме од дома во 9 и 7 минути. Лела Јана. Значи нема тимарење, нема, значи само треба, све сум пропуштила, само треба да дојдам и прашање дали ќе ми дадат да јавам, пошто сум мала, имам 8 години. И се возиме, јас цупкам адреналин, јас не возам, ја брзам, летам како куршум натака и одеднаш вуп застанува, дека не сме јадени и мора да јадеме бурек, ама не може да го јадеме по пат, него мора да застанеме таму и да, пошто таму го сечат на 4 и полесно и на сестра ми на сестра ми, пошто јас можам и вака кога брзам негде, вака јадам.
И така, со бурекот. Скопски бурек. Не знам што друго скопско. Скопје матка. Аха. Матка Сари, матка, значи, Да. кога бев многу мала, баба ми не носеше, имавме фантастичен, и сега во Скопје, ако сакаш да одиш да се избегнеш некаде, нема. Немаме, треба да се возиме до Грчка, до Охрид, Охрид е далеко, немаме, во Велешко нема, имаме базени. можност, Порано така. имаше ајде и некоја плаја виста овде во Скопје, во сега имаме само воен базен, кој што не знам, така, малце, не знам, чиф е сега да не кажам да. нешто погрешно, не сакам, меѓутоа, ни Така, треба, немаме веќе Сарај, значи го немаме Вештачкото езеро, каде што кое што е Треска. туристички центар, Да. реално. Да. Таму е летното Скопје, во таа вода, во тоа Вештачко езеро. Немаме каде да се бањаме и да се сунчаме и така. Добро. Леле, колку брзо времето лета, јас сакам 100 прашања. Добро. Кога беше периодот кога се пријави за мис на Македонија, имаше коментари од тоа, ете ти помогна овие, оние. Ами е гајле. Се слушаа секакви муабети. Дали те допира всушност и дали го гледаш Не, не Скопје ме од таа допира. страна како едно големо село во кое што е, како да кажам, Види во секој за секого знае многу повеќе од колку што знае за себе самиот. Во Скопје, ние имаме, Скопје ние имаме, многу е тешко. Ако пројдеш во Скопје, ќе пројдеш сегде во светов. Така? Да. Многу сме сурови, многу сме критички настроени сите, не се исклучувам од сето, од масата. Конкретно за се е така, и за музика, и за глума, и за се. Сега се некои чудни ситуации, нови генерации се случуваат, меѓутоа ние што сме постариве е таа една средна генерација, да кажам. Ние сме растени на принцип казна и погрешно. Не сме, помалку сме на браво. Сакав да сега ми застана мислата. Да, Зашто околу зборував? Скопјани. Околу Скопјани какви се? За мисо зборувавме. Зборувавме за мисо дека јас се најдов затекната во таа ситуација, искрено, пошто во Скопје порано луѓето приоѓаа и имаше неколку луѓе кои што се бавеа со тоа, тогаш имаше и тогаш Скопје растеше, се запознаваше со Европа. Тогаш беа првите мисови, првите модели. Катерина Ивановска во тој период, она беше, да речем, првата која што излезе во светски размери, направи кариера. Ова моето беше повеќе, јас немав амбиции, имав повеќе страв дека ќе ми, нели, пошто таа Сања Николич направи сериозна кариера од тоа дека учествуваше во, и Вера Мештировиќ исто така. Имаме девојки кои што својата кариера ја почнуваат точно од моментот Мис Македонија. А јас сакав да бидам глумица и ми беше многу страв дека исто во Скопје кога ќе те научат некако, после тоа е многу потешко да го сличнеш. Сака да биде глумица или глумица што сака да биде мисица, тоа е тоа. Аха. И мене ми беше многу страв. Сега имам полнам 40 години за 3 дена, за 5 дена, за не знам колку дена. Ама во секој случај почнувам со музичка кариера. Глумава ми е тука. Тука не е. ти бега никогаш твоја. Всушност работите не бегаат никогаш. Тоа е сакам како апел да го кажам на луѓето дека може да сменат професија, дека може да се љубопитни понатаму. Дека животот е еден и вреди да се Животот е еден и да, и треба да се истражува, сега не знам. Јас сум за тоа. Така е. Што се однесува до музичкава кариера, знам дека тука не е Мишел и нити е бендот кој што одлично звучи, ама можеш нешто вака колку ти текнува некоја ваква и знаеш како ве замишлям? Следната година за нова година на Плоштад. Па види, може да се договориме така. Пошто ја и ти вака пророчки. Така не виде. Ве видов. Добро. Па добро, види, бендот се вика Скопје Вија. Ете ти. Значи, тоа е, добро. Скопје се вика бендот. Скопје Вија. Готово. Патот за Скопје и патот од Скопје. Добро. На кај светот. Ке ни запееш нешто за крај? Па јас ќе ви запеам, мислам тоа е најмало, немам инструмент, нема веза, ќе пееме секако туку. Ќе ти биде тешко. Па нема. Ти пееш? Па јас не знам, ако знам, ќе пеам. Ајде нешто скопско да пееме. Што?
еден бакнеш, песни рој, еден копнеш, безброј сни, моите желби немаат број, чи ме плени, љуби ме ти. Една надеж, срце греј, штом се спојат, каша текстот, очи две, твојот поглед, моје плен, чи ме плени, љуби ме ти, чи ме плени, те љубам јас. Благодарам, Јана. И за крај, Скопје, але. За какво Скопје навиваш? Што му недостига? Ништо не може да достига. Аха, насам Скопје, можеби. не, одлично е, се така како што треба. Некако целиот свет е во некоја транзиција, ние сме во транзиција. Скопје како Скопје и земјот рез претрпе сега некој чуден капитализам после транзиција ни се случува чудно свет, чудна политика, чудно си патиме од некои работи. Ние Македонија е млада држава, Македонија е помлада од мене. Сега некако сите се учиме. Па многу глупости, многу чудно, многу и лоши, погрешни луѓе, меѓутоа одиме напред и јас верувам дека режисерот горе не чува и дека се ова ќе е добро за некои други следни генерации на Скопје. Скопје е живо и е силно во сите своји сектори. Само што е поголемо. Одјан.